Второто Петрово писмо. Општи совети, чување од лажни учители и за последните времења. Симон Петар, глава 1. Симон Петар, слуга и апостол на Исус Христос, до сите оние кои заедно со нас добија еднаква скапоцена вера преку праведноста на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Благодатта и мирот да бидат целосни во вас, преку познавањето на Бог и на Исус нашиот Господ. Како што Неговата Божја сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност, преку познавањето на оној кој не повика преку слава и достоинство, преку кој ни се подарија големи и скапоцени ветувања, така што преку нив да бидете соучесници во Божјата природа, одбегнувајќи ги грешните и распадливи желби од овој свет. А вие во истово вложете го сиот свој труд, дополнувајќи ја вашата вера со доблест, а доблеста со познавање, а познавањето со воздржливост, а воздржливоста со трпеливост, а трпеливоста со побожност, побожноста со братска љубов, а братската љубов да биде проследена со љубов. Зашто, ако ги имате овие нешта и напредуваат во вас, ќе ве направат да не сте бескорисни и бесплодни во познавањето на нашиот Господ Исус Христос. А кај кого недостасуваат овие нешта, тој е слеп и кусоглед, кој заборавил дека е очистен од своите поранешни гревови. Затоа, браќа, потрудете се уште повеќе да сте сигурни во вашиот повик и избор, зашто, ако ова го правите, нема никогаш да паднете во престап, зашто само така целосно ќе ви се овозможи да влезете во вечното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Затоа секогаш ќе ве подсетувам на овие нешта, иако ги знаете и сте утврдени во вистината што ја примивте. Но мислам дека е праведно, додека сум во овој шатор, да ве поттикнувам преку подсетување, бидејќи знам дека наскоро ќе го напуштам мојот шатор, како што ме извести нашиот Господ Исус Христос. Меѓутоа, ќе се погрижам вие секојаш да се сеќавате за ова, па дури по моето заминување од овој свет. Зашто, кога ви ги објавивме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, ние не следевме вешто измислени приказки, туку бевме очевидци на Неговото величество, зашто тој прими почит и слава од Бог Таткото, кога од величествената слава му дојде глас: „Ово е мојот возлюбен син во кого е мојата добра волја“. Ние го слушнавме овој глас кога дојде од небото, кога бевме со него на Светата гора. И така, имаме уште посигурен пророчки збор и добро постапувате кога внимавате на него како на светило, кое свети во темно место, додека не осамне денот и звездата не изгрее во вашите срца. А пред се, знаете го ова, ниедно пророштво во писмото не може да се толкува самоволно, зашто никогаш не дошло пророштво според волјата на човек, туку светите Божји луѓе зборувале под дејство на Светиот Дух. Глава 2. Но имаше меѓу народот и лажни пророци, како што и меѓу вас ќе има лажни учители, кои тајно ќе воведуваат погубни и лажни учења, одрекувајќи се од Господарот кој ги откупи, и ќе си навлечат врз себе брза пропаст. И мнозина ќе ги следат нивните развратни патишта, поради што патот на вистината ќе се хули, и од користолюбивост и со измамливи зборови ќе ве употребуваат за нивна трговија, но нивната осуда е одамна приготвена и нивната пропаст не дреме. Зашто, ако Бог не ги поштеде ангелите кои сгрешија, туку ги фрли во најдлабоките бездни, оковани во мрак, да бидат чувани за суд, и ако не го поштеди стариот свет, туку го спаси Ное со уште 7 души,
проповедникот на правдата, нанесувајќи потоп на безбожниот свет и ги осуди на разурнување градовите Содом и Гомор, правејќи ги пепелиште и ги постави за пример на идните безбожници, а го спаси само праведниот Лот, кому што му беше здосадил развратниот живот на беззакониците. Зашто овој праведник, живејќи меѓу нив, ја измачуваше секој ден својата праведна душа, кога ги гледаше и слушаше нивните беззаконски дела. Но Господ знае како да ги спасува побожните од искушенија, а неправедните да ги држи во маќи за судниот ден, а најповеќе оние кои живеат според своите нечисти страсти по телото и го презираат врховништвото. Тие се безобразни и бунтовници, кои не се плашат да ги навредуваат славните достоинства. Иако ангелите се поголеми во сила и моќ, сепак не изговараат навредливи осуди против нив пред Господ. Но тие, по природа, како неразумни животни родени за лов и уништување, зборуваат за нешта што не ги разбираат и во својот разврат ќе пропаднат и ќе ја примат вечната казна за својата неправда, зашто денот ним им служи за наслада и за уживање во развратот. Тие се срам и дамка и се насладуваат во своите лади на вашите трпези. Очите им се полни со прељуба и не се наситуваат од гревот. Ги мамат душите на неутврдените и срцето ми е извежбано на користолюбивост. Тие се деца на проклетството. Го напуштија вистинскиот пат и заскитаа, следејќи го патот на Ваалам, синот во Соров, кој засаха неправедна плата, но беше прекорен заради својата неправда, кога немо магарен му проговори со човечки глас и го сопре безумството на пророкот. Тие се безводни извори, облаци растерани од виор, за кој се чува мрачната темнина за секогаш. Зашто тие зборуваат надуени празни зборови и ги мамат во своите телесни страсти оние кои едва избегале од развратниот живот на заблудените. Тие им ветуваат слобода, а самите се робови на развратот, бидејќи од што е некој победен, на тоа и му робува. Зашто откако избегна од гнасоста на светот, преку познавањето на Господ Исус Христос, иако повторно се вплеткаат и бидат совладани, за таквите последново ќе им биде полош од првото. За нив подобро ќе беше да не го познаа патот на праведноста, одошто кога го запознаа, да се одвратат од светата заповед која им беше предадена. И ним им се случува она што вели вистинската пословица: кучето се враќа на својата бловотина и искапената свиња во калта. Глава 3. Ете, возлюбени мој, ви го пишувам ова второ писмо, во кое со напомнување ви го разбудувам вашиот чист разум, за да ги помните поранешните предскажани зборови преку светите пророци и заповедите на нашиот Господ и Спасител, дадени преку нас апостолите. Како прво, знаете го ова, во последниве денови ќе се појават подбивачи, кои ќе живеат според своите страсти и ќе велат: каде е ветувањето на неговото доаѓање? Зашто откако нашите татковци починаа, се си стои така, како од почетокот на создавањето. Тие, живејќи по својата волја, не признаваат дека небесата се одамна и дека земјата беше сплотена преку водата и од водата преку Божјиот збор. Од кој? Тогашниот свет загина поплавен од вода. Но сегашната небеса и земја, кои се одржуваат преку истиот збор, се чуваат за оган на судниот ден и за пропаст на безбожните луѓе. Но, мили мои, да не го заборавите ова, дека за Господ еден ден е како 1000 години, а 1000 години како еден ден. Господ не задоцнува со своето ветување, како што некои мислат за доцнењето, но долго време трпи, бидејќи не сака никој да загине, туку сите да дојдат до покаяние.
Но Господовиот ден ќе дојде како крадец ноќе, во кој небесата ќе исчезнат со голема бучава и елементите од оган разгорени ќе се стопат, а земјата со сите незини дела ќе изгори. И така, бидејќи се ова ќе се распадне, какви треба да сте во вашето свето живење и побожност? Вие, кои го очекувате и го посекувате доаѓањето на Божјиот ден, во кој небесата запалени ќе се распаднат и вжештените елементи ќе се стопат. Но ние според неговото ветување очекуваме ново небо и нова земја, каде што пребива правдата. Затоа, возлюбени мои, кога сте во очекување на овие нешта, потрудете се пред него да бидете чисти и безпрекорни во мир. И сметајте ја долготрпеливоста на нашиот Господ како можност за спасение, како што нашиот мил брат Павле ви напиша, според мудроста што му е даден од Бог. Тој во сите своји писма зборува за овие нешта, во кои има тешко разбирливи нешта, што неучените и неутврдените ги искривуваат како и другите писма на своја пропаст. И така, возлюбени, кога веќе сте известени однапред, чувајте се да не се завлечете од заблудата на безбожниците и да не отпаднете од својата цврстина. Туку, растете во милоста и познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и сега и во вечниот ден. Амин.